Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме ќофтиња во жолт крема сос и познатите казино јајца. Бидете со нас, затоа што веднаш почнуваме. Мојата позиција за месара е полна и имам толку многу голем избор и толку многу идеи ми доаѓаат, што не знам од кај да почнам. Едно големо благодарам за Гурман Мес Атанасовски од населба Аеродром кај Пазарчето, која е наш нов пријател и која се грижи да имам секогаш полна месара. На денешното мени имаме многу интересни ќофтиња во жолт кремас сос и многу познати казино јајца. Деликатес кој толку многу едноставно се прави, а е многу вкусен и многу добро изгледа. Јас ќе одам сега на мојата пилјарница да земам се што ми треба од зеленчук и почнуваме со магијата. Компирче за пирето, што ќе го измешам со пашканат. Идеална комбинација која ќе ве воодушеви. Пашканатот ќе даде една убава мала блажина на пирето. Меѓутоа, ќе го дополнам со зрна грашок, кој за жал сега го немаме во свежа форма, меѓутоа затоа го имаме во замрзната и ќе ви покажам како наједноставно, најлесно и него да го обработите. Видам да спремам и почнувам да готвам. Казино јајца и ќофтиња во жолт кремас сос. Едноставно, лесно, а многу вкусно. Прво ќе почнам да го спремам месото. Кромит, една главица околу 100 грама. Многу ситно треба да ја исецкаме. Откако ќе ја исецкаме, ќе ја ставиме во садот од миксерот и заедно со останатите состојки сето тоа добро ќе го измешам и ќе направам една убава смеса од која ќе направам мали ќофтенца и има два начина како да ги обработам термички. Едниот е во тавче. Ја пошто си имам многу убави тавчиња, денеска во тавче ќе ги испржам, меѓутоа не скроз до крај. Ќе ги испржам малце повеќе од половина и ќе ги тргнам на страна, затоа што во меѓувреме ќе го направам и сосот. Другиот начин е, можете да ги направите, да ги оформите во мали топчиња од 30 или 40 грама, да ги ставите во едно тавче без масло, без ништо, на температура од 220 целзиусови степени и да ги ставите во загреана рерна, исто така малце повеќе од половина да се испечат, затоа што финишот ќе го направиме во сосот. Сега идат многогодишни празници, затоа казино јајцата се мојот прв избор, затоа што прво се многу едноставни за правење. Можете денеска да ги сварите јајцата, утре да ги направите, ќе видите после колку едноставно се вади жолчката, во жолчката се додаваат еден куп зачини и други производи, сето тоа се меша, се соединува и ги полниме после белките од јајцата. Заедно со таа смеса и нормално овој пат ќе поросам со чипсот сланина и со малце испржена црвена пиперка за убав контраст да даде на жолтата боја. Меѓутоа, пиперката секогаш ја сакам, затоа што доколку ја ставиме онолку колку што треба, е навистина убава. Не смееме да дозволиме да го превземе вкусот на останатите продукти и секогаш треба да внимаваме кога ја користиме. Откако главицата кромит ќе ја исецкам еднаш, полека со ножот ќе ја исецкам навистина да биде на многу ситни коцкички, затоа што таква треба да биде во месото. Правилото за мелено месо, по кое што додаваме кромит, вели вака: додајте го кромидот веднаш пред термички да го обработувате меленото месо, затоа што тогаш е највкусен. Ако го оставиме во меленото месо, тој ќе замириса, ќе го пушти тој тежок мирис што го има и многу луѓе не го сакаат меленото со кромит, баш поради тоа. Значи, секогаш пред да го обработувате термички, пред да го печете, тогаш измешајте све заедно со кромидот. Ете така, прво ќе го ставам кромидот на многу
многу ситни коцкички. Сега ги земам малце Макдонос, кој навистина го сакам кога правам мелено месо, затоа што дава една идеална свежина, меѓутоа и зелената боја меѓу месото од која ќе се испече навистина убаво и разигрува. Макдоносот многу ситно ќе го исецкаме и овој пат за дополнителен вкус ќе додадам малце свеж рузмарин. Меѓутоа многу малце затоа што рузмаринот е исто така многу јак зачин и ако ставиме повеќе од тоа што е потребно, ќе го земе целиот вкус и нема да ни биде вкусно, верувајте. Рузмаринот е зачин кој вистински се употребува во медитеранската кујна затоа што неговиот вкус е многу посебен. А велат и дека бил многу здрав, да се пие како чај, посебно за луѓе кои имаат проблем со притисокот. Сега ќе додадеме малце лебни трошки, ќе додадеме едно јајце и ќе додадеме јогурт или може млеко ако немате јогурт. Пред да го додадам месото, јас добро ќе се измелам биверче, мелено месо, сол и бивер. Не може едно без друго. Одлично. Ќе направиме едно многу интересно пире. Основата, како и секогаш, е компир. Ќе додадам пашканат. Пирето ќе го дополнам со ладни коцки путер и малце павлака за готвење од бимил. Меѓутоа, во еден сад кај што ставив вода, ќе додадам грашок да се свари, кој на крај ќе го спојам со пирето и секако ќе го зачинам со сол. Обично треба од 9 до 12 минути за тврдо сварено јајце, меѓутоа ја овој пат ги оставив 20 на минути, малце повеќе, затоа што сакам да се навистина тврдо сварени, бидејќи најважното нешто кога правиме казино јајца е цврстата и добро сварената жолчка. Сега вода со мраз ќе додадам во тенџерчето кај што ги варев јајцата, за да ги пресечам и за да можам многу едноставно и многу лесно да ги излупам. Смесата се соедини убаво и сега внатре ќе го додадеме месото. Полека, не брзете. Ставете го миксерот, добро да соедини смесата, а доколку немате ваков миксер, посетете ја нашата веб продавница 4сезони.mk и многу едноставно нарачајте си и дома работата ќе ви биде навистина многу полесна. Ајде сега да го средиме зеленчукот за пирето. Овде ставив вода, уклучив да си зоврие, ќе додадам сол. Сол секогаш ставајте избалансирано. На почетокот ставете половина, а потоа кога ќе се свари зеленчукот, ќе додадете дополнително ако е потребно. Пашканатот ќе го исечкам на големи парчиња и ќе го ставам да си се свари. Пирето го прави да биде навистина многу посебно, многу повкусно него кога е само обично со компир. Додека месото си се меша, јас ќе го исецкам зеленчукот и веднаш ќе почнам да го спремам сосот за ќофтињата. Одлично. Сега, во едно тенџерче кај што ќе го направиме сосот, прво ќе додадам путер да се растопи, а од кога ќе се растопи по него ќе додадам малку брашно. Една обична, класична запршка со путер и брашно, што французите ја нарекуваат ру. Ете така. Додадам малце брашно и внимавајте на температурата. Запршката не смее да потемне, не смее да изгори, да мириса на путер и на се она што ќе додадеме во нејзе. Неколку минутки на помалце од среден оган ќе ја динстаме и потоа ќе додадеме бујон и ќе направиме сос кој французите го нарекле велуте. Овој пат, овој ќе биде со пилешко. Има велуте 1 и велуте 2, со пилешки фонд и со рибен фонд.
Сега пред да го додадам бујонот, ќе додадам една лажичка сенф. Сенфот дава посебен вкус. Идеален е за многу работи. Јас навистина многу го сакам. И сега, полека, ќе додадам од бујонот, ќе мешам и ќе добиеме потребната густина. Откако добив мала густина, ќе додадам и малце куркума. Внимавајте со куркумата. Прво, многу може да го обои сосот. Второ, и она што не е во ред е куркумата има тежок земјест вкус, затоа што е корен кој расте, нели, под земја. Сега ќе додадеме сол. Одлично, ќе додадеме и бивер. Имам убава температура. Сега, за казино јајцата, во смесата на жолчките ќе додадам малку чипсот сланина, меѓутоа ќе оставам и за одозгора како декорација. Ќе го дополнам, како што кажав, со црвена пиперка и сецкана на ситни коцки бруноас. Истото ќе го направам и со сланината. Ќе ја исецкам прво на долги ленти, а потоа во загрејано тавче, без маснотија, ќе ја додадам и ќе ја испржам. Додека сланината се пржи, ќе исецкам пиперката, а потоа веднаш ќе ги направам и ќофтињата. Може и посебно да ги испржите сланината и пиперката, меѓутоа ќе ја искористам маснотијата што ќе ја пушти пиперката за убаво да ја испржам. Еве ги на ситни коцки. Сланинчето си ја пушти маснотијата. Одлично. Ќе ги оставиме да се запржат и да бидат крцкави. Сланинчето убаво си се пржи, пиперката омекна. Сега ќе ги префрлам во еден сат. Ова е дополнителниот вкус кој ќе ги збогати казино јајцата. И, како што кажав, навлажнете ги прстите во малце водичка. Што убава боја. И полека и нежно со рачињата направете убави топчиња. Ставајте ги во тавчето да си се пржат на средно према јак оган. Никако на многу јак оган, затоа што ќе изгорат и нема да бидат подеднакво испржени, а тоа најмалце ни треба. Колку убаво мириса месото, веќе почна да пушта од аромата. Овој пат месото го набавив од месарницата во населба Аеродром кај пазарчето, Гурман мес Атанасовски, кои имаат вистински добар квалитет на свежо месо. Садот, кај што го правам сосот со запршка и со зачини, ќе додадам крем за готвење, а веднаш потоа сосот ќе го додадам во ќофтињата. Сега ќе ја намалам температурата, нежно ќе промешам и ќе оставам све вака полека и тивко да си крчка. Јас за тоа време ќе ги направам јајцата казино. Јајцата добро ќе ги свариме како што кажав и со едно ноже ќе гледаме да ги пресечеме на половина, меѓутоа мора да внимаваме да не ја оштетиме белката. Ево, одлично. Погледнете. Откако ќе ги сечам сите, многу внимателно,
ги оставам на дацката, а потоа ќе извадам жолчката. Супер. Помпирот и пашканатот се вари и му треба уште малце. Таман кога ќе ги направам јајцата, ќе бидам готов и спремен да го направам пирето и ќе може да сервираме. Сега многу внимателно, како што ви кажав, да не оштетиме белката. Така, затоа што секоја половина од јајцето е уствари едно казино јајце. Нема правило, се што можеме и сакаме можеме да додадеме во жолчката, така да секој пат може да бидат и со различен вкус, во зависност од она што имаме дома или што сакаме ние да јадеме. Многу вкусно. Многу вкусно, ништо веќе не му треба, само ќе го оставам, како што ви кажав, уште малце тоа да си крчка. Сега, ставете ги жолчките во длабок сат. Ни треба рачен миксер. Можеме едноставно со вилушка, меѓутоа имам рачен миксер и ќе го употребам, затоа што така се ќе биде идеално добро соединето и многу вкусно. Растопен путер, мек путер. Ќе додадеме една лажица мајонез, меѓутоа за почеток. И многу интересна работа е ако случајно смесата испадне поретка. Слободно земете од белките, например, на кои жолчката била комплетно од зидот, па се тенки и не можеме да ги искористиме. Вака, ставете ги внатре и нема да има никаков проблем. Сега ќе додадам малце сок од лимон, меѓутоа само малце. Потребна ми е една мала киселост во позадина која ќе дојде и секако ќе додадам од сланината со пиперката. Ќе оставиме малце и за одозгора и ситно сечкан Макдонос. Сега со помош на блендерот, полека, не брзајте, добро соединете, а целата смеса да стане хомогена. Како добро ќе ја изедначите смесата, ставете ја во најлонски шприц или ако немате шприц, земете една убава чиста кесичка од оние што се за замрзнување од 2 литри и ставете го внатре филот и засечете го на крајот со ножички. Штубово се свари и пашканотот и компирот. Сега ќе го додадеме вака жежок во друг сат. Ќе го додадеме путерот. Кога зеленчукот е добро сварен, многу лесно и многу едноставно се прави пирето. Додека е жешко, во него се додава и павлаката за готвење, меѓутоа додавајте ја помалце и полека. Мешајте и дајте се да нема ниту едно грудче во пирето. Баш како ова моето. Погледнете. Да, и сега ќе го ставам во тавче. Ќе ви покажам се едно трикче. Сега ќе додадам малце павлака за готвење и ќе додадам грашок. Грашокот што го обарив претходно. И се тоа, вака убаво ќе го соединам и ќе го оставам на среден оган, ќе земам една чинија. Обично, ако не се за фингер фуд или за некој коктел, казино јајцата одат по 2 половинки во една порција. И така стиснете ја малце. Малце мајонез. Долниот дел треба да биде убав и чист мајонез кој или сами ќе го направите или ќе го купите од Витаминка, најдобриот Витанез
Ќе одберам 2 убави, полни белки. Одозгора, како што ви кажав, ќе ставам малце од сланината и од пиперката. Свеж копар како декорација. Доскора ќе ставиме масло од билки. Едноставно, а многу вкусно. Сакам да јадам убава и вкусна храна, затоа, драги мои, сега извинете вака, меѓутоа, јас многу сакам да ги пробам овие казино јајца и нема да зборам 15 секунди. Ми се допаѓа вкусот. Одлично. Одлично, единствено нешто што ми недостига е малце свежо сомелен бибер. Погледнете. Многу добро. Во чинијата од пирето во средината ширете ја малце, сега ќе ставиме од ќофтињата. Четири ќофтиња ќе бидат сосема доволни и обавезно ќе ги прелиеме со сосот кој вистински ќе го разубави вкусот на пирето дополнително. Компир пашканат, грашок, сол, бибер, путер и павлака за готвење. Идеална комбинација. Ставиме и малце од зеленото масло и секако малце сецкан, свеж копар. Толку, драги мои, едноставно, лесно, а секако превкусно. Се надевам дека ќе го направите ова за вас и за вашите најдраги, вистински ќе уживате во вкусот на ќофтето и на казино јајцата. Тоа беше се за денеска, драги мои. Ќофтиња во жолт крема сос и казино јајца. Идеално, вкусно, едноставно и лесно. Посетете ја нашата веб продавница и одберете се што ви е потребно за да сготвите дома убава и вкусна храна во Нови Садови и секако голема благодарност до Центарот за физикална терапија доктор Ели Беланова од населба Лисиче, која се грижи за мене постојано да бидам во топ форма. Благодарам и имајте убава и пријатна ноќ.